Истрагата за полициските службеници осомничени за пожарот во дискотеката Пулс заврши. Шефот на обвинителството за гонење организиран криминал вели во следните 10 дена ќе има обвинение за нив. Осомничените се сослушани, доказите прибрани, а тече рокот на одбраната да достави свој докази и предлози. Истрагата треба да ги покаже пропустите на полицајците и началниците од 2012 година се до кобниот ден кога искоре дискотеката. Претходната недела се сослуша и последниот обвинет, се сослуша и сведоците и им се даде известување за завршена истрага и за 10 дена очекуваме да откако ќе го проучиме или со новите докази сега што ги прибавме и исказите на обвинетите и сведоците, очекуваме за скоро време 10 дена да се донесе соодветна јавна обвинителска одлука. Со последната реализација акција токму актуелните началници што беа на село Штип, Кочани, се офатија и со оваа истрага. Под истрага беа 27 полициски службеници, од кои еден почина. Предметот го води само еден обвинител, за разлика од другиот предмет за Кочани, кој беше приоритет и имаше и притворски случаи во кои учествуваат 15 обвинители. Во врска со куќините притвори пак, за двајцата инспектори на УЈП, меѓу кои братот на претседателката на Кривичниот суд, ниту државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски не добил образложение од Кривичниот совет на судот во Кочани, зошто не им е прифатено барањето двајцата да одат во ефективен притвор. Иако одбраната на инспекторите ја спореше вибер комуникацијата со синот на газдата на дискотеката како доказ, Коцевски вели поседуваат и други докази. Пред истрага за нив се води уште од март. Текот на постапката излегува и одредени комуникации електронски меѓу одредени лица и лицата оние што се посочени, така да од таа истрага мораше да биде во предистрага со тоа што сега се прибра и други докази и Министерството за внатрешни работи поднеси пријава. Тамара Дичевска, Сител телевизија.